Синдикатот за образование, наука и култура попладнево одлучува за прекин или продолжување на штрајкот по синојкешната средба во владата, каде начелно е договорено зголемување на платите за 12%. Медиумите денеска информираа дека незадоволни наставници од предлогот денеска протестирале пред СОНК, барајќи попладневната седница на Советот на синдикатот да биде отворена за јавноста. Едно е јасно, вчера бевме во влада и во изјава за медиумите кажавме дека разговаравме и дека останува на членството да се произнесе по предлозите. Од таа причина се уште се држат состаноци и се сондира мислењето на членството. И синдикатот со 50 плюс 1 глас ќе одлучи за прифаќање или одбивање на понудата. И од таа причина бидете сигурни дека без никаква манипулација ќе бидат јавни и транспарентни одлуките на членството, изјави Неделков пред насобраните членови на синдикатот. Синоќа по неколку часовниот состанок во владата, првиот синдикалец Неделков истакна дека 12% е максимумот кој можел да се издействува во овој момент. Се работи за процент од 12% на сегашните плати со додатоци тие што следуваат врз основа на закон и колективен договор. До утре навечер ќе има сондажа на јавното мислење на членството, како и органот на одлучување, тоа е Советот на СОНК, ќе заседава и ќе донесе конечната одлука врз основа на изјаснувањето на нашето членство. Министерот за образование по средбата посочи дека најважно е наставата да продолжи. Денеска имавме прилика пак да дискутираме, но позитивно за сите дека имаме позитивни вести. Најважна вест е дека очекувам децата од среда да се вратат сите во образовниот процес. Според министерката за труд и социјална политика, ваквото зголемување нема да ја активира инфлаторната спирала. Нема да влеземе во дополнителна инфлација, затоа што во разговори со министерот за финанси и со премиерот, 12% се процент кој што нема да предизвика дополнителна инфлација и проблем на стабилноста на буџетот на владата. Најверојатно нема да се крадат од други места пари, ке во рамки на буџетот ќе биде, со ребалансот ќе најдеме средства. Раководството на СОНК вчера по неколку часовни преговори во владата се договори платите да бидат зголемени за 12% почнувајќи од јулската плата, откако првично беше одбиен владиниот предлог за зголемување од 10%. Меѓу другите барања на СОНК се и вметнување на соодветни решенија за патните трошоци на вработените во руралните средини, како и почитување на истите од страна на директорите на институциите по нивното потпишување. Исто така бараат исплата на ветеното покачување на плата, намалување на работното време на стручните соработници на 6 часа, зголемување на процентот на сложеност при работа со деца со потешкоти во комбинирани паралелки, како и зголемување на процентот на исплата на класното раководство поради обемот на работа и обврските на класниот раководител. СОНК со членовите дискутира и за потребата на исплата на К15 во сите области кои ги застапува, враќање на стекнатите и изгубени права како јубилејните награди.